Ова утро со Министерството за внатрешни работи во договори со сообраќајната полиција на терен во живо од една од можеби па верувам дека утринава во 8 часот и 10 минути најфреквентната сообраќајница ова утро. Можете да забележите и зад нас. Ке разговараме со Валентино Димишков, виш инспектор во Одделението за безбедност на патниот сообраќај. Добро утро. Добро утро на вас. Инспекторе, благодариме што ни дозволивте да дојдеме заедно со вас на терен, иако вие сте исто како нас и да врне и да вее и бура да коси како се били, вие сте на терен, врне и снег да има, не е важно, вие сте тука. Како оценувате кој да биде сопрен? Кое возило треба да го проверите? Овак, значи контрола на учесниците во сообраќајот се врши во движење или со нивно запирање и задржување, нормално на места каде што не се загрозува безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Најчесто контролата се врши на сообраќајните делници, каде што имаме зачестена појава на одредени прекршоци. Исто така полицискиот службеник може да го сопре возилото со цел да утврди исправност на документација на возилото. Можеме тоа да го видиме во живо, така? Да. Значи се утврдува исправноста на документација, како што е сообраќајната дозвола, возачката дозвола, исто така се прави визуелен прелез за исправноста на возилото. Добро, а како проценувате кој да биде сопрен? Можно е ли возачот да по неговата експресија на лицето да укажува дека можеби му недостасува некоја документација и да оцените дека треба да биде сопрен, иако да не забележите дека направил некој прекршок? Како што ви кажав, значи проценката се врши непосредно. Немаме посебни мерки кои што се проценува возачот, нема посебни експресии, тука едноставно полициските службеници си ја вршат контролата на точката која што им е предвидена. Контролата и проверка на документи значи подразбира важност на возачката дозвола. Дали значи има впишано возачот некоја заштитна мерка, односно забрана за управување со возилото. Еве ова возило сега ги исполнуваше веројатно сите документи, па си продолжи по патот онаму каде што се движи утринава. Кои се документите кои што ги проверија? Значи најчесто ви кажав, за општа контрола се проверува возачката дозвола, дали е со соодветна важност, дали возачот управува возило со соодветна категорија, видот возилото што го управува. Потоа, личната карта за утврдување на идентитет на возилото и сообраќајната дозвола за возилото во која се врши контрола дали е тоа возило видот што го управува, односно категоријата и важноста на регистрација на возилото. Добро, она што е најважно е да провериме секогаш да ни бидат со важност овие документи, да не заостанеме тука навреме, да не си ги обновиме документите. Кој документ, еве искрено кажете, се толерира доколку ни недостасува во возилото? Како што напоменав претходно, при контрола и проверка на документи, доколку возачот има недостатоци во документите, односно констатираме прекршок од овој вид, се преземаат значи репресивни мерки согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, но во одредена ситуација, во одреден случај и нормално и за одредени мерки и прекршоци, полицискиот службеник може да го испрати возачот на сообраќајна поука, каде што во тој случај се врши од полициски службеници предавање, односно од колегите од Оделот за превенција им се врши предавање, им се прикажува едукативен видеоматеријал, во тој случај значи нема да бидат казнети. Сега веќе кога сме кај предавањата, дали граѓаните ги почитуваат униформираните службеници и што доколку не ги почитуваат? Постојат некои правила на однесување доколку тие се прекршат? Постои ли казна за недолично однесување? Вака, значи согласно Законот за полиција, основната функција на полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на граѓанинот, кои се гарантирани со устав. Меѓутоа, согласно овој закон, полицискиот службеник поседува со себе и полициски овластувања кои што граѓанинот е должен да ги почитува и да ги слуша наредбите што ги дава полицискиот службеник, кои што може да бидат усно или писмено. Значи, најчесто кај нас се почитуваат одредбите, но особено откако се инсталира и се користат боди камерите на секој полициски службеник, кај што може да ги видите, кај што полицискиот службеник за секое користење на боди камерата го известува возачот, односно учесникот во сообраќајот дека разговорот се снима, цела полициска постапка се снима
Исто така, снимениот видеоматеријал може да послужи и како доказен материјал во одредена ситуација пред надлежен орган. Сега ме прашате што се случува доколку не се почитуваат овие одредби. Доколку никој недолично се однесува, сигурно има и такви случаи. Да, ретко, но има и случаи каде што страна на возачот не се почитуваат законските одредби, и се случува униформиран полициски службеник да биде навреден или омаловажуван. Во тој случај се од страна на возачот, во тој случај се пременуваат законските одредби од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Со оглед на тоа веќе кога зборуваме за прекршоци, ви имаме, ајде ќе зборуваме за тоа потоа, имаме и викенд кој што ни е споен, работни денови. Кажете ми колку изнесува најниската, колку највисоката казна? Најниската казна во сообраќајот изнесува 15 евра, тоа е доколку ги немате вклучено светлата денски, а највисоката казна е 500 евра. Тоа може да биде за измината важност на регистрација на возилото повеќе од 30 дена. Исто така 500 евра и за управување на моторно возило под активна забрана. Тие се најголем. 500 евра е најголемата казна. Ни доаѓа продолжен викенд, верувам дека ќе упатите апел, можеби ќе се подиспразни градот, но фреквенцијата ќе се зголеми надвор од градските средини. Кажете ми, со оглед на тоа дека е продолжен викенд, па и празник, ќе толерирате малку повеќе однесување на возачи или не постои празник за тоа? Независно што имаме во пресред големи празници, сообраќајната полиција ќе работи со несмален интензитет и ќе презема ригорозни мерки во рамките на законот према потешките прекршители на законот, како што се управување под дејство на алкохол, недавање првенство на пешаци, управување со брзина на движење, поголема од дозволената во населено место, се со цел да се намалат сообраќајните незгоди кои што се со фатални последици и да се зголеми безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Зашто најважно кај безбедноста за учесниците во сообраќајот, она што сакам инспекторе, еви како возач да го апелирам и во прашањето, топло време, лето, моторите, па тука се и електричните тротинети повеќе ги гледаме низ улиците. Може ли еден апел малку за одговорно однесување со оглед на тоа дека секогаш прстот се вперува кон возачите и вниманието за, да речеме, за некој прекршок кој што моторите го направиле, се насочува кон возачот на автомобил. Зошто е тоа така? Кога се работи веќе за моторите, Оделението за безбедност на патниот сообраќај веќе има изготвено план за зајакна тактичка контрола, во која се преземаат, како што напоменав, ригорозни мерки према потешките прекршители во сообраќајот, се со цел да се зголеми безбедноста за останатите учесници во сообраќајот и да се намалат незгодите кои што се фатални последици. Апелираме до сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со тоа заедно да предонесеме до еден безбеден и уреден сообраќај во нашиот град. Инспекторе, на крајот само ќе искористам, со оглед на тоа дека знам дека сакате да упатите апел за одговорно однесување во сообраќајот, почитување на правилата. Дожливо е, веќе престана да врне, можете да забележите, имавме среќа. Дожливо е, многу вирови имаме по улиците, се однесуваат ли одговорно возачите со оглед на тоа дека постои прекршечна мерка доколку испрскаат некој пешак и тој го пријави? Па најчесто се пази во тој поглед да не се испрска некој, меѓутоа да постои законска мерка, постои казна во тој поглед доколку испрскате некој со вашето возило невнимателно, најчесто се почитуваат. Но докажувањето трае долго, предпоставувам. Не го испрскав, па ме испрска и така, нема некој чист доказ во кој што би можело да. Нема чист доказ, нема, зависи од ситуацијата. Тоа е тоа. Значи, апелираме до сите граѓани внимателно да возат, посебно во вакви временски услови, кај што имаме лизгав коловоз, повнимателно треба да се вози. Со тоа да го запазиме редот и да се со цел да се подкрене свеста на граѓаните за да имаме еден по-безбеден и уреден сообраќај во нашиот град. Ви благодарам, инспекторе, благодарам што ни дозволивте да бидеме заедно со вас ова утро, да бидеме дел од вашата теренска екипа. Она што можев да забележаме дека немаше ниту едно возило кое што не ги исполнуваше правилата, така да сите утринава кои што нашата камера ги забележа нема да ни забележат, затоа што ова утро бевме заедно со сообраќајната полиција и проверувавме на терен дали сите документи ги има во возилата, дали возилата се испразни и дали се почитуваат правилата.